Урбани вести на Прва Скопска, добро дојдовте. Оваа година се регистрирани 480 пациенти со најопасниот и најсмртоносен тип на рак на кожа. За жал, од година во година бројот постојано се зголемува на заболени пациенти, а најмладиот пациент кој се лекува од оваа болест е 13 годишно дете. Ова е вестта на денот, во продолжение следува генералната најава. 48% од општините во Македонија воопшто немаат задолжени лица за ЕУ фондови и програми. Две канцеларии за превенција за зголемување на безбедноста на црната точка Стајковци-Сингелик. Расте бројот на заболени од рак на кожа. Најмладиот пациент има 13 години. Картичките за јавен превоз деновиве ќе се надополнуваат само во билетарите на ЈСП. Од денеска жителите на Карпош повторно ќе аплицираат за велосипеди. Неискористеноста на ЕУ фондовите и програмите од страна на општините во Македонија е резултат на немање стручен кадар за европски проекти и немање соодветно кофинансирање од сопствени средства и доволно финансиски средства за имплементација. Според истражувањата направени од страна на Европската асоциација за локална демократија, 48% од општините во Македонија воопшто немаат задолжени лица за ЕУ фондови и програми, а во голем дел лицата кои ги следат ЕУ фондовите се од одделението за локален економски развој или работат во области кои се многу малку поврзани со европските проекти. Општините во Република Македонија се корисници на различни ЕУ фондови и програми, но тие не се доволно искористени од страна на општините. Најголем проблем со кој се соочуваат општините при аплицирањето е немањето соодветно кофинансирање од сопствени средства и доволно финансиски средства за имплементација, како и недоволно обучен кадар или пак воопшто немаат лица или сектор за европски проекти. Според едно истражување кое го направи Европската асоциација за локална демократија АЛДА за искористување на ЕУ фондовите од страна на општините во Македонија, покажува дека 48,4% од испитаниците се изјасниле дека во нивната општина нема организацијска единица или лице задолжено за европски проекти. Во најголем број случаи, лицето кое ги следи ЕУ фондовите е во одделението за локален економски развој, или пак работат на области кои воопшто не се или се малку поврзани со европски проекти. Само мал дел од општините имаат одделение или сектор за европски проекти или соработка. Подготовка и имплементација на европски проекти има само еден дел од бројните други работни задачи кои ги имаат, што значи дека најчесто не можат да го посветат целото свое работно време на активности поврзани со подготовка и спроведување на проекти, ниту на истражување на можности и стручно усовршување во таа област. Токму заради неискористеноста на програмите на ИПА фондовите, град Скопје ќе ги подобрува капацитетите на администрацијата и ќе соработува со граѓанскиот сектор за да го зголеми искористувањето на фондовите од Европската Унија. Како и во најголемиот дел од општините, така и во град Скопје, неискористеноста на фондовите е резултат на ограниченоста на расположливите човекови ресурси и искуство за зголемена апсорбција на фондовите од ЕУ проектите, како и намањето континуитет во градење на капацитетите. Овие податоци се резултат на студија што ја изработи НВО Инфоцентар во соработка со организација на жени од Струмица. Преовладува мислење дека фондовите се пари кои висат, знаете, пари кои можеме да ги искористиме за финансирање на проекти за кои што не постои национално финансирање. За жал, во многу ситуации е така. Не постои национално кофинансирање, затоа имаме финансирање, затоа имаме интерес да ги користиме за да покриеме некои наши приоритети, некои наши идеи да имплементираме и така натаму. Така не треба да биде. Затоа што националните стратегии и европските стратегии на кои што им служат фондовите треба да бидат комплементарни, треба да одат во насока на остварување на заедничките европски политики. Ова мислење мораме полека да го менуваме. Со цел поголема искористеност на фондовите од Европската Унија, администрацијата ќе биде дообучена и активно ќе учествува во сите апликации, а покрај советниците и општинските службеници ќе одат на меѓународни конференции затоа што тие активно учествуваат во реализација на проектите. Резултатите кои добивме се од особено значење за градот. Ова го кажувам поради фактот што конкретните наводи од анализата ќе ни послушат да ги лоцираме активностите кои треба да ги преземеме во насока на подобрување на постоечките капацитети кои градот ги има од аспект на подобрување на
перформансите на вработените, нивна дополнителна подготовка за процесите на искористување на програмите од ИПА фондовите. Свесни сме дека за потребите на граѓаните секогаш се потребни повеќе средства, особено што динамиката на развојот на градовите наметнува поголеми потреби на секој граѓанин, а со тоа и поголеми обврски на самата администрација. Според студијата која е дел од проектот Локален консултативен механизам ИПА-2, постојните модели на соработка на локално и национално ниво не бележат значени успеси, а стагнира и промоцијата на придобивките од учеството на градот во програмите на Европската Унија, преку кои сите општини, јавни предпријатија и бизнис секторот може да реализираат низа стратешки развојни иницијативи. Во наредниот период, покрај обуки, ќе се работи и на промоција на програмите на Европската Унија, помош при подготовка на апликации и подобрување на соработката со граѓанскиот сектор. Корисниците на електронските картички Скопска во наредните денови ќе може да ги надополнуваат само во билетарниците на ЈСП Скопје. Од предпријатието информираат дека денеска завршил договорот помеѓу нив и фирмата Мастер Дилер за продажба на нивните услуги. ЈСП Скопје информира дека денеска завршил договорот помеѓу нив и фирмата Мастер Дилер за продажба на нивните услуги, па затоа во наредните неколку денови корисниците на нивните услуги нема да може да купуваат и да ги надополнуваат електронските картички Скопска во продажните места кои не се во нивна сопственост. Како што појаснуваат, тоа ќе може да се направи исклучиво во продажните места на ЈСП Скопје, која ја сочинуваат 32 билетарници. Од предпријатието наведуваат дека ЈСП Скопје навремено се подготви за решавање на оваа ситуација, потребната опрема и логистика се обезбедени и многу наскоро граѓаните ќе имаат можност повторно да ги купуваат услугите преку мрежата на секундарната дистрибуција. Од ЈСП се извинуваат за евентуалните нелагодности поради оваа ситуација, но истакнуваат дека пред целосна вредност на искористеност на договорот кој го имале склучено со фирмата Мастер Дилер, не биле во можност за активирање на подготвено решение со кое многу наскоро продажба на нивните услуги ќе биде повторно возможна преку мрежата на секундарната дистрибуција. Новоотворената канцеларија за превенција во Стајковци треба да придонесе за зголемување на безбедноста на јавниот ред и мир на црните точки во овој дел на општина Газибаба. Ваква канцеларија за превенција во наредниот период ќе биде отворена и во Сингелиќ. Во Стајковци е отворена првата канцеларија за превенција на Советот за превенција во општина Газибаба, каде жителите од овој дел ќе можат да ги пријават сите повреди на слободата и правата, а преку директна комуникација со нив ќе се работи на поголема превенција. Како што најави градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, со отворањето на повеќе вакви канцеларии ќе се зголеми безбедноста на жителите, бидејќи во овој дел се забележани повеќе пати нарушување на јавниот ред и мир. Значи, како општествено одговорна заедница, јас како градоначалник во населеното место Стајковци, а најуваме дека ќе има исто таква канцеларија и во селото Сингелиќ, со цел да ги спречиме сите можни злоупотреби во јавниот ред и мир. И ова канцеларија ќе покрива територијата на населените места Стајковци, Брњевци, Страчници, Смилковци, Црешево, Виниче, Будачин и Раштак. На ова лице место ќе можат директно граѓаните да бидат и поблиско до самата полиција и до поблиско со нивните идеи во разрешување на сите причини за нарушување на јавниот ред и мир. Градоначалникот Георгиевски додаде дека преку проектот МВР за граѓаните, полицијата се доближува до секој граѓанин, сакајќи да ја врати довербата на граѓаните во полицијата, а тепачките и несаканите инциденти што се случија во изминатиот период во автобусите на ЈСП, градоначалникот Георгиевски додаде дека ќе станат минато. Со отворањето на ваквите канцеларии во повеќе населени места се упатува порака до сите што од различни причини ја злоупотребувале функцијата на децата да не го повторат истото. Ова ќе биде порака до сите тие кои што досега од различни причини ја злоупотребувале функцијата на децата, да ги предизвикаат таквите тепачки, тоа е вистина. Може да кажам дека во последните 6 месеци јас кога што сум градоначалник заедно со командирот на петата станица имавме такви случаи вкупно две. Едната во февруар месец и едно пред 10 дена. Мотивите, сторителите
и сето она што беше како причина се откриени, а ова е само дополнителен наш исчекор за да можеме тоа да го превинеме и видиме на тоа да не го дозволиме. Ќе ги употребиме сите наши алатки, каде што преку луѓето кои што работат во одделот за превенција во МВР, заедно со Советот за превенција при општина Газивава, тоа го изменаџираме и да такви немили настани бидат минати. Жителите на Карпош повторно можат да аплицираат за субвенции за купување нови велосипеди. Од денеска почнува акцијата и ќе важи на истиот принцип. Прв дојден, прв услужен, се до целосно исцрпување на предвидените средства. Овој пат општина Карпош за оваа намена ќе одвои 360.000 денари. Од денеска почнува акцијата на општина Карпош за аплицирање за субвенции за купување нови велосипеди на која жителите на Карпош ќе имаат можност повторпат да аплицираат. Како што информираат од општината по првичниот јавен повик, во кој граѓаните покажаа голема заинтересираност за акцијата, согласно одлуката на Советот на локалната самоуправа, беа одобрени дополнителни 360.000 денари финансиски средства од буџетот на општината, кои ќе бидат на располагање токму за оваа намена. И овој пат важи истиот принцип на прв дојден, прв услужен, се до целосно исцрпување на предвидените средства. Од Карпош информираат граѓаните дека можат да поднесат документи кај координаторот на проектот Марко Петрушевски во секторот за екологија и енергетска ефикасност, кој се наоѓа на вториот кат во основното училиште Лазо Трповски. Апликантите треба да поднесат со себе оригинал фискална сметка со сметкопотврда од велосипедот купен од денешниот датум па натаму, заклучно со денот до кога акцијата ќе трае, како и копија од лична карта и копија од трансакциска сметка. За оваа намена општина Карпош ќе субвенционира 20% од вкупниот износ на новиот купен велосипед или максимум 3.000 денари од цената на купениот велосипед. Како што истакна и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, со субвенционирањето при купување нови велосипеди се стимулираат карпошани активно да користат велосипеди, со што ќе се придонесе за намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух, а со тоа и ќе се унапреди заштитата на животната средина. Месецот мај е посветен на подигнување на свеста за борбата против најчестата форма на рак, ракот на кожа. Најмладиот пациент кој се лекува од оваа болест е 13 годишно дете, а минатата година починал и 23 годишен пациент. Расте бројот на заболени од рак на кожа. Само годинава во Македонија се регистрирани 480 пациенти со најопасниот и најсмртоносен тип на рак на кожа – малиген меланом. Најмладиот пациент кој починал минатата година имал само 23 години, а во моментов на клиниката за онкологија се лекува и 13 годишно дете. Раната детекција, како што посочуваат лекарите, игра значајна улога во понатамушниот третман и справувањето со најчестата форма на рак, ракот на кожата. Директорката на клиниката за пластична хирургија, доктор Софија Пеовска, апелира до пациентите да не ги занемаруваат симптомите и за секоја забележана промена на кожата да посетат лекар. Најважно, како што објаснува Пеовска, е да не се одложува третманот со цел да се постигне најдобар можен исход, без компликации или смрт. Пациентите кои што се со низок стадиум на болест, во првиот стадиум, третманот останува да биде само хирушки и процентот на преживување кај овие пациенти е висок, значи 5-годишното преживување е над 95%. Меѓутоа, загрижувачки е што како што одминува болеста, односно во повисоките фази, тогаш веќе процентот на преживување во 4-тиот стадиум, каде што болеста е метастазирана, е 5% за 5 години преживување. Малигниот меланом е причина за смртност кај младата популација. Кај нас на пластична хирургија секако доаѓаат и млади пациенти. Ние сме имале и 13 годишно дете кое што им било оперирано со меланом. Значи неговата состојба се следи, а меѓутоа сме имали и пациенти кои што биле од 23 до 26 години кои што завршиле со смрт. С големен ризик за меланом на кожа имаат лицата со светла боја на кожа, граѓаните кои работат изложени на сонце и лицата кои имаат трансплантирани органи. Онколозите посебно ја нагласуваат забраната за употреба на солариум и интензивното изложување на сонце за време на летните одмори.
Директорот на клиниката за онкологија Нино Васев потенцира дека во Македонија има помала инциденца на меланом во споредба со западните бели нации и нагласува дека на пациентите им се нуди квалитетна терапија и достапност на лекови. По касните стадиуми треба да се овозможи квалитетна терапија. За среќа во Македонија ги имаме баш и двата лека моментално се достапни на клиниката за лечење на брав мутации, значи позитивните и за негативните го имаме лекот, дури имаме таа хемотерапија која се советува. Но Македонија спаѓа, како и сите медитерански земји, една од ретки работи во кои ние сме во предност е само тоа што имаме помала инциденца него западните бели нации, значи Норвешка, Шведска. Достапноста на лекови и бројот на пациенти значи варира, не сме сигурни стално бројката, но сега за среќа со овој буџет што го имаме, можеме за некој месец да очекуваме дека ќе има и освежување на буџетот, да можеме тие лекови до крај на оваа година да ги обезбедиме. Министерот за здравство Венко Филипче информираше дека досегашната процедура за проширување на позитивната листа на лекови ќе се промени, со што ќе се улесни набавката на нови лекови кои се користат во Европа и Америка, а значајни се поради добрите резултати кои ги даваат во лекувањето. Се поприсутни во пазарот во развиените европски земји во Америка се новите лекови, кои што се биослични лекови, се значително поевтини, посебно станува збор за лекови кои што ги заменуваат лековите на кои што им поминува патентната заштита, така да сметам дека дури и со постојниот буџет, кој што нема бара значајно зголемување, со оглед на тоа што овие лекови се со пониска цена, ние ќе овозможиме нови типови на лечење за нашите пациенти. Планираме да направиме две работи. Првото, тоа што го најавив, за што веќе ја подготвивме законската измена, а тоа е начинот на кој што се проширува позитивната листа. До сега беше тоа врз основа на мислење 14 комисии, кои што беа стручни комисии даваат мислење за проширување за поедини групи на лекови. Сакаме тоа, и тоа беше апсолутно нефункционално, ниту пак никогаш справедливо во праксата. Тоа веројатно е една од причините зашто позитивната листа не се проширува повеќе од 10 години. Ќе направиме една комисија која што ќе има обврска да ги зема стручните мислења од стручните колегиуми на клиниките кои што се занимаваат со одредена група на лекови. И тоа е едниот момент. И другиот момент кој што сакаме да го имплементираме е така наречена централна набавка. Министерството за здравство да ги преземе набавките на најскапите лекови од сите клиники кои што тие ги користат. Станува збор за 5-6 клиники за онкологија, хематологија, педиатрија, реуматологија и на тој начин со таа групна набавка прво да имплементираме критериуми кои што ќе ни донесат заштеда, заради тоа што ќе набавиме повеќе количини и понатаму ја еволуираме можност да ги донесеме новите лекови кои што се уште не се присутни на нашиот пазар, а веќе се користат во земји во Европската унија и во Америка. Со цел поголема безбедност на учениците и другите учесници во сообраќајот, деновиве пред Основното училиште Блаже Конески беа поставени легнати полицајци, сообраќајни знаци и целосно се обележани пешачките премини. Од аеродром вела дека и во предстојниот период се поставува вертикална и хоризонтална сигнализација и пред останатите училишта. Деновиве беа поставени легнати полицајци пред Основното училиште Блаже Конески за поголема безбедност на учениците, како и на другите учесници во сообраќајот во општина Аеродром. Освен легнатите полицајци, поставени се и сообраќајни знаци за предупредување, односно улицата пред училиштето е целосно одбележана со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација, информираат од општина Аеродром. Од општината ги информираат граѓаните дека во предстојниот период се поставува вертикална и хоризонтална сигнализација и пред Основното училиште Александар Македонски и Клонот Сонце, на детската градинка Буба Мара, во Реонски центар, како и пред Основното училиште Браќа Миладиновци во населбата Острово. Општина Аеродром за овој проект од својот буџет издвои околу 1 милион денари. Граѓанските иницијативи остануваат на ставот против изградбата на гасовод низ парк Шумата Водно. Од невладината организација Го сакам Водно порачуваа дека ќе се борат со сите расположливи средства доколку се продолжи со работење на трасата. Како главни причини за ставот ги посочуваат фактите што парк Шумата Водно е заштитено подрачје.
Граѓанските иницијативи и по завршувањето на преговорите со македонски енергетски ресурси остануваат на ставот против изградба на гасовод низ парк Шумата Водно. Од невладината организација Го сакам водно порачуваат дека ќе се борат со сите расположливи средства доколку се продолжи соработење на трасата. Како главни причини за ставот ги посочуваат фактите што парк Шумата Водно е заштитено подрачје и дом на загрозени, ретки и ендемични видови. Имањето недостатоци во документацијата за градба и непостоењето на ниту еден документ со кој е одобрена градба во заштитеното подрачје, како и постоењето на алтернативна траса која поминува од северната страна на Скопје, што бара минимална експроприација. Дополнителната причина, додаваат, за изборот на оваа траса низ Водно, наведена од проектантите, е што не ги сече главните водоводни цевки од Рашче кон Скопје. Но во исто време, планираниот гасоводен крак за Косово го прави токму тоа, што повторно не го оправдува изборот на трасата низ парк Шумата Водно. Од јавното предпријатие Водовод и канализација ги информираат граѓаните дека утре е последен ден на акцијата за плаќање на заостанат долг на рати и без камата. Како што информираат од предпријатието, физичките и правните лица може да го исплаќаат својот долг со склучување договор до 24 месечни рати во зависност од висината на долгот. Акцијата за плаќање на заостанат долг на рати и без камата завршува утре, соопштуваат од јавното предпријатие Водовод и канализација и воедно ги повикуваат сите корисници кои имаат долг да ја искористат оваа можност. Корисниците на услугите на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, кои имаат заостанат долг за вода по основ на тушени сметки и редовни сметки, имаат можност да го платат на рати и без пресметана камата за задоцнето плаќање. Физичките и правните лица може да го исплаќаат својот долг со склучување договор до 24 месечни рати во зависност од висината на долгот, наведуваат од јавното предпријатие Водовод и канализација. Од ноќеска на полноќ се зголемуваат цените на бензините и дизелот за 2 денара. Новата цена на Евро Супер 95 ќе се продава за 73,50, а дизелот ќе се продава по 65 денари за литар. Малопродажните цени на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 2 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката, новата цена на Евро Супер 95 ќе изнесува 73,5 денари за литар. Евро Супер 98 ќе се продава по 75,5 денари. Дизелот ќе се продава по 65 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство 54 денари за литар. Се зголемува и цената на мазутот и ќе изнесува 34,53 денари за килограм. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне локален развој на нестабилна облачност. Максималната температура достигнува до 28 степени. УВ индексот изнесува 8. Во следните денови во предпладневните часови ќе се задржи сончево и топло време, а попладне ќе има локализирана појава на пороен дожд и грмежи. Температурите нема многу да се менуваат, а ветерот ќе биде претежно северен. Нешто понестабилен период се очекува кон крајот на работната седмица. Утре температурата ќе достигне до 28 степени. В среда температурата ќе се движи од 13 до 28 степени, четврток од 14 до 29 степени и петок од 15 до 30 степени. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас и имајте пријатна вечер. Довидување.